И добре дојдовте во уште едно издание на Процедурално. Прво Процедурално од сликата кај што ја гледате пред почетокот на секоја епизода и после долго време Процедурално без поднаслов. Овој пат немаме поднаслов затоа што на последната седница, 17-та на Советот Општина Прилеп се случија толку работи што не можевме да се решиме што да ставиме за поднаслов. И исклучително тешко беше да се иронизираат работите кои што се случуваја на минатата седница. Едноставно ги поминаа сите граници на пристојноста и добриот вкус, на елементарниот вкус ги преминаа на последната седница. Затоа решивме прво Процедурално да биде за најбенигната работа која што се случи. Ако може да се нарече дека е бенигна, ама ајде така да е. Степенуваме најбенигната работа, сега ќе изгледаме на мало делче на разговор, така да го речеме, меѓу советници и председателката на Советот. Во месец декември или во јануари донесовме програма за работа на Совет на Општина Прилеп. Согласно програмата, предвидено е на секои 3 месеци членовите на Совет да имаат можност да постават советнички прашања до градоначалникот на Општина Прилеп. За 4-5 денови почнува 10-тиот месец откако градоначалник на Општина Прилеп е почитуваниот Проданоски. Ние како советници во овој период за советнички прашања имаме можност само на една седница. 9 месеци поминаа, 10 месеце. Да ви одговорам, господин Китановски, кратко. Во однос на седница за советнички прашања, кога ќе има одреден термин, ќе бидете известени согласно деловникот како што треба да бидете известени. Кој термин, председателке, каков термин, какви бакрачи? Како термин то кога ќе има? Имаме програма за работа на Совет. На 3 месеци треба да имаме седници за советнички прашања. Кој то термин? Што значи то термин? Кај предвидено е во програмата за работа на Советот, така пишува. И во Вибер групата за советници на Општина Прилеп поставив прашање зошто после оваа седница не продолжиме со седница за советнички прашања. Вие сега на колега Вакитановски му викате дека согласно деловникот. Ете така, изгледавме, значи, уште малку 10 месеци од новиот состав, веќе не е ни нов, тој 10 месеци, тие треба се длабоко навлезени во својата работа, да си го знаат деловникот, да си знаат процедурите, да си знаат како треба да ја подобруваат состојбата во оваа наша прекрасна Општина Прилеп. Но за несреќа гледаме една ситуација кај што прво едниот советник вели дека донесовме програма за работа каде на 3 месеци ќе има советнички прашања. Прво, ево деловников го гледам за работа, член 28 вели: член на Советот има право да поставува прашања на градоначалникот на општината од негова надлежност на седница на Советот. Никаде не пишува на колку време, на која седница, пишува на седница. Елементарна логика е на секоја седница. И ако земе дека во просек има Советот на Општина Прилеп 1 до 1,5 седница месечно, кој е проблемот градоначалникот да присуствува буквално на сите седници? Тој одговара пред Советот. Треба да биде на секој. Не е ова Собрание на Република Македонија, па имаш седници, не знам, 3 пати неделно, 2 пати неделно, па не може владата да присуствува, имаш. Дури таму, секој четврток се за пратенички прашања во Собранието. Овдека еднаш месечно, во некои месеци 2 пати, и сте донесле програма за работа кај што ќе поставувате прашања еднаш на 3 месеци. Вие како мои представници треба да видите мој глас. Ја треба да чекам 3 месеци за да стаса прашање до градоначалник. Иако овдека според деловник има 10 дена да одговори,
И ако го искористи целосниот рок, значи, еден граѓанин треба да чека 3 месеци и 10 дена за еден одговор. Еве, господа советници, треба секоја седмица се поставува прашање до тие кои што ги контролирате. Во случајов тој кој што го контролирате. Се разбериме на работа. Програмата ви е противделовничка. Ја барем така мислам. Вели, ајде понатаму, член 28, членот на Советот прашањето на седница да го поставува усно или писмено, а доколку не е присутен градоначалникот на општината, рековме околу присутноста, може да се направи термин кај што и советниците и градоначалникот ќе се посветат на работата на Советот во тој ден од месецот. Мислам дека не е проблем. Доколку не е присутен градоначалникот на општината, истото писмено му се доставува од страна на председателот на Советот. Прашањето треба да биде кусо прецизно и не смее да има елементи на расправа за содржината на која се однесува. Член на Советот на иста седница може да постави најмногу 2 прашања. Значи, на 3 месеци може да постави еден советник 2 прашања. Значи, еден советник во својот мандат, значи ако се квартални работи на 3 месеци, годишно може да постави 8, 32 прашања може да постави во еден цел мандат. Неверојатно, не можам да разберам. Вас граѓани ве бирале, имаме право да прашуваме, имаме право да бидеме информирани. И кој е тој одговор председателке, и покрај што програмата ви е неделовничка, па и не се не ја почитувате. Дури во 10 месеци работа, вие дури една седница сте закажали. И најладно си одговарате така, ќе бидете известени кој ќе има термин. Кај сте го редуцирале еднаш на 3 месеци, па уште и тоа не го почитувате. До сега, значи, требало да има, веќе се размислува за 4-та седница, според таа програма. Знам дека и на неколку седници се расправуваше, се потегнуваше во прашање, и едва и закажавте во април месец беше. Зошто, значи, многу често знаете да користите во вашите говори на седниците граѓаните гледаат. Ама ќе почнат и да логицираат, не само да гледаат. Еве, моето прашање, зошто не се почитува дури и неделовничката програма? Не можам да ви иронизирам овој, не можам да го... Затоа што едноставно е безсмислено, оној кој што е задолжен да ти го чува редо и миро во градо, прво и основно не си го почитува оној кој што сам го донесо. Воопшто не се добри овие работи и ова беше најсмирено што можам да го искоментирам овој дел од седницата. Ова процедурално ќе го завршиме тука, а за следните кои ќе има сериозни, тешки, болни и мачни теми, се гледаме за брзо. Фала ви на сите што гледавте. Се надевам дека ќе си ја креваме свеста секојдневно и Прилеп може да напредува само ако направиме притисок. Нема друг начин. Нема друг начин. Се дори си уживаме и тие ќе се уживаат и ништо нема да се подобрува. Ако не ми верувате, видете ги резултати од 35 години.